Ако не му е жал да ги тера, да чекаат по ноќи, да висат пред откупни пунктови винари, овој вреден наш народ, кој што со труд, со пот, дал производство, направил производство, цела Македонија го молеше да интервенира, да направи нешто, за нашиот народ се работи. Ништо не направи. Дури и не го посети Неготино. Додека луѓе леа солзи, додека буквално главата им беше наведната, достоинството уништено, погазени, целосно обесправени. Затоа Неготино ќе казни силно и ќе даде придонес за промените. Македонскиот земјоделец е најсиромашен на свет. Никаде во светот ваква сиромаштија, каква што видов по селата и градови, кај што работат луѓе земјоделие, нема никаде во светот. Има глобална побарувачка и недостаток на храна, на земјоделски производи. Ова овде што се случува во Македонија е исклучиво од забеганоста, од аздисаноста на оваа банда криминална, која што ја упропасти нашата Македонија. Вечерва сум овде целосно убеден во победата, да ја најавам иднината, да го најавам животот во Македонија. Почитувани лозари, заврши времето на мака, на губење на достоинството, честа и почита. Вие сте мојот народ, а јас имам работено земјоделие и ја знам земјоделската мака. Затоа слушнете ме добро. Тоа што ќе го кажам, уште ова реколта за следната есен ќе биде така. Заврши времето да висите и да се молите пред откупни пунктови. Државата, преку новата влада, која што ќе имам чест јас да ја водам, ќе гарантира откуп на грозјето. Ние ќе гарантираме цената на грозјето. Уште на пролет. Уште на пролет, помеѓу Свети Трифун, кога се зарежува грозјето. До мај ќе објавиме цената и на белото и на црното грозје. Да знаете однапред по која цена ќе ви биде платен родот. Ова ваша мака и вашиот пот. Однапред. И државата ќе го плати грозјето. А ние ќе си имаме работа со откупувачите. Да не седеме дома. Мораме да излеземе на избори ако си ја сакаме Македонија.